Почитувани, добар ден. Ја започнуваме црвена линија. Министерот е именуван од премиерот, а пратеникот е избран од народот. Во собранието, кога министер одговара на пратеничко прашање, се обраќа кон неговите гласачи. Јас сум личност од која никогаш нема да слушнете лични навреди. И жалам што дел од јавноста е манипулирана во тој контекст. И жалам што погрешно беа разбрани моите зборови, напиша министерката за финансии Гордана Кочовска. Еве ги зборовите за кои од ВМРО ДПМНЕ и потпаролката на владата Марија Митева вела дека нема навреди, а целата јавност е уверена дека има. Министерката Гордана Кочовска Димитриевска на пратеничко прашање од пратеничката Славјанка Петровска одговори: за да кажам почитувана, треба да ја заслужите мојата почит. Врз основа на што вие ги ставате во уста мајките што имаат деца и како што знаете, вие едно повеќе члено семејство колку треба да троши. Јас сум мајка на 2 сина и многу добро знам колку треба да троши едно 4члено семејство. За грашокот и јас сакам да купам од конзерва, ама не сум сама. 4 члена сме, па во најефтините маркети купувам замрзнат грашок. Црвена линија денес прашува дали одговорот на пратеничкото прашање на министерката беше навредлив. Дали и вие штедите кога купувате грашок како министерот за финансии. И за прв пат Црвена линија ќе има 2 активни анкети за да учествувате во нив. Секако треба да не заследите пред се на Инстаграм профилот ни е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија каде што ги објавуваме анкетите. По заследувањето на Инстаграм, кликнете на Инстаграм стори и одговорете на првата анкета која што гласи вака: дали треба да се извини министерката Гордана Кочовска? Имате 2 опции за одговор: да, не, вака изгледа првата анкета, а веќе следната, значи доволно е во продолжение на Инстаграм стори да се продолжи и да се отвори следната анкета, анкета број 2. Каков грашок купувате? Дали под А замрзнат или пак под Б во конзерва? Секако Црвена линија од овој момент започнува, секако со прилогот на Далиборка Дамјановска. Вие, драги мои, верувам дека ќе земете огромно и активно учество како и секогаш и ќе ја креираме денешната Црвена линија. Продолжуваме со прилогот на Далиборка. Оставка од министерката за финансии, законски измени или кодекс што ќе го санкционира дискриминаторскиот однос во институциите, особено од високи функционери, како итна седница на Комисијата за дискриминација. Ова се барањата кои социјалдемократите ги испорачаа денеска од пред Министерството за финансии по вчерашните вербални препукувања во собранието меѓу Кочовска и нивната пратеничка Славјанка Петровска. Гордана Кочовска мора да си поднесе оставка. Министерка која понижува граѓанка на оваа држава, која навредува пратеничка, која шири дискриминација, не заслужува да води министерство, не заслужува да седи во влада која тврди дека работи за граѓаните. Оставка ќе бараме секој ден, додека не си оди од функцијата. Само така може да ги заштитиме граѓаните од идна дискриминација. За Кочовска пак оваа тема е затворена, нема намера да си замине од функцијата. Веќе изразив жалење за целиот контекст, но и самите сте свесни дека народот има поважни теми од лажната тема која ја создаваат за дефокус. Немам никогаш намера да навредам никого, напротив. И таа самата го знае тоа. Ама вака и чини сега да изиграва жртва. Откако се искоординирале, па прават тема од ова, бидејќи колку што можевте да заклучите, додека дискутиравме во собранието, реакции немаше. Им требаше време да се реорганизираат, да размислат, да видат и да дефокусираат. Но секако повторувам, ниедна туѓа навреда кон мене нема да ме вовлече да навредувам и да возвраќам со навреди.
Инцидентот се случи на вчерашната седница за пратенички прашања, откако Петровска и сугерираше на министерката да направи подобра пресметка по незината изјава, дека е нелогично 4-члено семејство да потроши 13 литри млеко месечно или да се купува грашок од конзерва кога замрзнатиот е поевтин. Земете и споредете време на готвење на тој грашак од конзерва, кој што за вас е нелогичен, и на оно другиот. Тогаш, може би на вас не ви е важно, ама за едно просечно македонско семејство е важно колку време ќе биде вклучен шпоредот. Врз основа на што вие ги ставате во уста мајките, кои што имаат деца, и како вие знаете едно повеќе члено семејство колку треба да троши. Јас сум мајка на 2 сина, и многу добро знам колку треба да троши едно 4-члено семејство. Во однос на грашокот, и јас сакам да купам од конзерва, ама не сум сама, 4 члени сме, па мораме да одиме во еден од најефтините маркети да купиме замрзнат грашок. И тоа беше коментарот, а не да купуваме грашоци кои што се поскапи од 100 денари. По ова следеа бројни реакции на граѓаните по социјалните мрежи, а Петровска најави дека и самата ќе поднесе представка до Комисијата за дискриминација. Драги мои, сега сте на потакви за учество во Црвена линија, особено важи за оние кои што ќе бидат желни секако за прв пат да се вклучат во контактната емисија Црвена линија. Доволно е да го завртите нашиот добро познат број 02-307-005. Напомена, ве замолувам од самиот почеток, по вртењето на телефонскиот број и по вклучувањето целосно намалете го тонот на ТВ приемникот. Денес Црвена линија ве прашува дали одговорот според вас на претеничкото прашање на министерката беше навредлив и дали и вие штедите кога купувате грашок како министерот за финансии. Добар ден. Добар ден, Дина. Голем поздрав до вас, па и дали одговорот на претеничкото прашање на министерката беше навредлив? Да. По моje мислење дека беше навредлив, и сега едно ќе ви кажам, едно 4-члено семејство во моментот треба најмалку да има 75.000 денара. Во тие 75.000 денара ќе се плати струја, телефон, вода, ќе се купи замрзнат грашак, дали ќе се купи конзерва, за да може да преживее. А оваа говорница што ја стават еден друг, се навредуваат, немаат никаква одговорност еден со друг да може да го тужи за навреда, ред други работи. Тоа ги штити на таа одговорност, затоа ние слушаме секакви работи што не треба народот да го слуша. А ние сме ги избрале. Народот ги бира тие пратеници, тие се народни пратеници. Таа говорница треба да се иземе и секој навреда и ова да се иде по природна парница. Да кажете нешто? Еве, дали треба да се извини министерката Гордана Кочовска и каков грашок купувате вие, замрзнат или во конзерва? Сега видите, министерката ако има доблест, треба да имаш доблест за да се извиниш. А ја после ја грашак не консумирам, многу ретко купувам замрзнат грашак. Тоа ми е поевтино, можам да го средам и ред други работи. Тоа е тоа. Сега на кратко и јасно прашање. За нас како средна класа, најмалку за 4 члена, пак да повторам, треба 75.000 денара. Со овој раст за да може да обстанат луѓето. Тоа е тоа. Биде ми поздравена. Бидете поздравени, сега го останете со нас, започнуваме со Црвена линија. Време е да ги слушнеме и останатите гледачи. Добар ден. Јас себе и една напомена многу важна, активно учество секако во дискусијата на Црвена линија имаат и оние кои што своите одговори ги даваат преку социјалните медиуми, поточно преку нашиот профил Црвена линија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Но не само таму на Facebook, туку секако и профилот на Телма телевизија, каде што паралелно како и на профилот на Црвена линија, така и на профилот на Телма телевизија ги постираме темите. Па еве како изгледаме на Facebook, драги мои. Прашуваме дали и вие штедите кога купувате грашок како министерот за финансии. Коментирајте, давајте одговори, сега го споделувајте, ќе читаме коментари меѓу вклучување. Гледачи, добар ден. Добар ден. Ја гледам емисијата често, ама никогаш не незервирало нешто вака да се јавиме. Господјата министерка има толкава плата. Мислам дека прашањето од
таа пратеничката беше јасно како дошле до пресметката, пошто нели министерството ги пресметува тие кошнички за пазарење. И објавено како се направени тие кошнички, за да одговори кој каков грашак дома користел со нели она лично како користела, стварно не навредува нас останатите граѓани, бидејќи конзерва како она што спомна, не верувам дека 90% од граѓаните купуваат. Така да тоа Добра, е. име, дали одговорот на претеничкото прашање на министерката беше навредлив? Па навредлив, затоа се јавувам некако како без чувство да е. Ако се сеќавате порано кога излегуваа ние нивните поранешни снимки од нивните колеги за лепи за чоколада, така и ова доаѓа некако. Ајме, според вас тоа ни се денес дури имаме две анкети. Прашањето на првата анкета, дали треба да се извини министерката Гордана Кочовска според вас? Па, не само да се извини, него треба и да се одбие од плата, бидејќи ако она купува замрзнат грашок, висока е платата. А вие лично каков второто? грашок ве купувате, замрзнат или во конзерва? Најверојатно истече времето. Големо благодарам и верувам дека се почесто ќе бидете активни и дел од секое наредно издание на Црвена линија, не само кога сте изиритирани и гневни. А кога веќе ги спомнав овие два збора, јас ве замолувам, тоа е етиката и правилото на Црвена линија, колку и да сте изиритирани и гневни, секако ева како Црвена линија, да покажеме и докажеме дека никогаш не користиме навредливи зборови, кога ги даваме одговорите, секако не користиме вулгарности, а најмалку говор на омраза и говор кој што алудира на насилство, за да не се активира Црвената линија. Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Вие сте секако, ве слушаме. И па сега од грашокот до каде отидоа, мислам, ова е стварно нешто, мене ми е баш смешно да ви кажам. Значи, стварно, сега навредливи. Значи, сега, кога провоцирате нешто, значи, кој колку може, каков, не знам, смрзнат, таза, еваков, значи, кој како има финанси, така купува и прави. И сега, од сите тие објаснувања се фатијат, еве до кај дојде до увреда. Ја мислам дека не е, за мене лично, не поддржам увреда, да не видам грешно сватена, меѓутоа за мене лично не е тоа увреда. Значи вие сте фамилија, јас сум фамилија 4 члена, вие сте фамилија, значи помала, немате деца, сте помала. Предпоставувам тоа беше контекстот на министерката да ја каже, значи вие трошите помалку нормално, сега колку мада и тоа не значи финансиски ако си јак, двајца може да трошат и за 5 души, зависи што купуваат и како купуваат и како консумираат. Значи сето тоа е индивидуално. Меѓутоа ова испадна да ви кажам како каза ова балканско наше, ништо друго. Што да кажам, ова било кај да биде нема да го фатат здраво за готово. А кај нас ова се случи пред многу години, Шекеринска на Канал 5 морам да кажам, кога и рече на новинарката си се видела ли како изгледаш во огледало. Мислам тоа беше нешто, не можам никој пат да го заборавам. Па каде е министр? Благодарам многу за одговорите и подсетување, секако внимавајте на тајмерот кој што одбројува 90 секунди, а тоа е време трењето на едно јавување. Но доколку сакате нешто да надополните, секако се додека трае Црвена линија, повторно вклучување возможно и нови 90 секунди. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добре, јас се префрлам онаму каде што ве подсетувам дека доколку и не успеете да го завртите нашиот добро познат број, а сакате навистина многу да дадете одговор на нашите прашања, еве како изгледаме на Facebook уште еднаш. Така да прашањето на Црвена линија е дали вие штедите кога купувате грашок како министерот за финансии. Наскоро ќе почнеме и со читање на коментари. Пишувајте. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Сега на линија сте, повелете. Ај вака брзо ќе морам да кажам поќе. Значи прво министерката не е во право што ја навреди пратеничката. На тоа место секој има право да постави прашање и да добие соодветен одговор. Но не да сте употребували лични навреди
и кој како готвел, што готвел и значи што правел. Значи овдека треба јавно да се извини, не само на медиумот, него и во штампа и на сите значи можни начини. Сега прво да кажеме ние дека сите тие кои што се таму, пратеници, министри, пола од нив него заслужуваат местото, значи да го држат, да бидат пратеници или да бидат министри. Меѓутоа за тоа сме ние виновни, зашто ние ги изгласавме, а после некој ги предложил да бидат на тоа место. Ако толку е една реална таа министерка, нека каже зашто кажа дека ако ми ја намалите платата, ако ни ја намалите плата, ја ќе се дам оставка. Толку ли е вредна таа? Толку се преценила дека само таа може да ја води, да го води тоа министерство и друг нема никој. Па ако госпожо, значи тие до платата, а не тие до работата, до името на државата, значи да го почитуваш оној кој те изгласа, оној кој што те донел на тоа место, значи фактички она со еден збор ги навреди сите мажи, сите жени, сите мајки, сите татковци кои што се во оваа држава. Благодарам многу за вашите 90 секунди. Ајде да видиме какви коментари има на Facebook. Почнуваме со профилот на Црвена линија, каде што ми е драго и пристигаат многу коментари. Ке почнеме со коментарот на господинот Илија Цветановски, кој што напишал: поголеми глупости нема. И тоа од министерка за финансии Драгче Николовска напишала: министерката треба да се извини. Недолична и навредлива беше нејзината изјава. И при да се префрлиме повторно на вклучување гледачи во живо и напомена околу етиката на Црвена линија, секако и на профилот на Facebook, со оглед на тоа што и коментарите се одговори ги читаме во живо во Црвена линија, ве замолувам и тука да се држиме до етиката, до користењето на пристојни зборови, секако да ги избегнеме вулгаризмите, навредливите зборови, за да нели можеме да ги прочитаме сите коментари. Бидејќи доколку во нив содржат навистина погрдни навредливи зборови, недолични се разбира, тогаш ќе мора да прескокнеме. Сепак Црвена линија е емисија наменета за целата публика. Добар ден. Хало, добар ден. Поздрав и до вас. Се слушаме. Да, одлично, повелете. Ја не знам зошто проблематизира толку ука-бука, кој знае која каква навреда се направило. Па некој човек може да греши, може и избегало некој зборче и на едната особа и на другата, и ова го направи, питај Бога што стана. Па какви потешки работи има, не покрена внимание, на ова ја не знам што проблем се кажало. И та имала дета, ова немала дета, нормално ова повеќе јадите ќе троши него ова што е сама. Ја не гледам каква навреда е тоа. По луѓево, тука измеримо го она човечилукот. Толеранција треба да има разбирање. Може да се увредиме, може да се извиниме ако треба. Тоа е чината и врлината на човекот. Државници се, да не се осликуваат како такви, да покажат доблес, луѓево да ги сватат, да ги разбери некој, да земат пример од нив. А што пример ќе земат сега од овие? А држава водат. Страмото е ваква дискусија во јавност да се дебатира за речи 3 букви што кажал некој или 4. Ова за страх, како не знам, зборови немам што да кажам. Крив е народот, не е крив народот, не знае што да одмери кога е на избори. Благодарам секако што одбравте повторно да бидете дел од Црвена линија. Продолжете да не следите за да слушнеме останатите гледачи какви одговори ќе дадат на прашањата на Црвена линија. А денес прашуваме дали одговорот на пратеничкото прашање на министерката беше навредлив според вас и дали и вие штедите кога купувате грашо како министерот за финансии. Добар ден. Мислам, знаете што од цела оваа ситуација што ја слушам и што коментираат луѓево, толку беше јасно и гласно дека тоа не беше навреда, туку беше многу ниска навреда од жена за жена. Не интересира нас кој има деца, кој нема деца, зошто нема деца,
Апсолутно тоа не интересира да го слушаме. Не интересира да ги кажат цените и за тие плати колку можеме да купиме. Не замрзнат, не во конзерва, ништо тоа не интересира, а да беше навреда, беше многу ниска навреда за министерка. Така да треба да водат сметка, пошто они мораат да бидат над нивото на обичниот народ. Значи, мораат нас да не учат како е нормално да се понашаме со луѓето. Ако се понашаме со такви ниски навреди, отиде се јабана, што би рекол народот. Навреда беше, голема навреда, и не би требало да се користи во таков контекст. Дали треба да се извини министерката Гордана Кочовска? Знаете што, во принцип, јас сум човек, извинувањето нема многу да поправи за нанесената навреда. Мислам да, човечки е да се извини, меѓутоа и колку и да се извини, таа ја сторила навредата, затоа треба многу да се води сметка од навреда до навреда има разлика. Значи, оваква навреда не сме да има. Други би рекла дека може да има. Благодарам и вам за учеството. 90 секунди повторувам, внимавајте на тајмерот, автоматски се исклучува по 90-та секунда. Тоа е впрочем и правилото на црвена линија. Тоа е и време траењето за едно јавување. Ајде ќе ве префрлам повторно на Facebook. Продолжуваме и со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска, која што го има напишано следното. Вчера од Законодавниот дом слушнав недолечен ниско политички дуел од две жени на високи политички функции, со што беше навреден статусот жена. Затоа министерката треба јавно да ни се извини на сите жени, без оглед дали сме мајки или не. Што се однесува до фамозниот грашок, за да не јаде замрзнат, да и кажам на министерката каде јас го купувам и како заштедувам. На пазар, министерке, на пролет си купуваш на кило, свеж во лушпа, го чистиш, миеш и за зима го бланшираш во тегли. Исто така да не се мачиш да одиш до најефтиниот маркет исчистен, можеш ти да си го замрзнеш. Здрав, поевтин, ама треба да го сработиш. Поздрав, благодарам многу господја Стојановска и вам за коментарот. Пишувајте, драги мои, ќе читаме коментари меѓу гледачи во живо. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Од Охрица јавам, министерката ги прекрши сите норми на однесување. Така да нема оправдување за таа жена. Нема воопшто. А и кажа женава грашокот кај да го купува да го конзервира. И зошто таа се бунеше ако е намала платата, таа ќе се откаже од министерското место, ќе се врати кај што била. Види, не ја не спасувале пари. И за млекото што кажуваше јавно на телевизија на седница. Па млеко, синојте, не извинете, не пија. Јас имам снука, мала, 3 години, па то без млеко не може да живее. Секој ден пие по литар и пол млеко. Што може да му преш кога ништо друго не јади? И та министерка малко да се однесува човечки. Ке дојда на функција, не зна, губат се, изгубено му е и достоинство, нивното достоинство си го подгазува. Пријатно, фала. Ви благодариме, Куси, но сепак сосем јасни. Останете со нас. Во продолжение сега кога ќе потсетиме за оние можеби кои што малку подосна се вклучивте, денес црвена линија прашува дали одговорот на претеничкото прашање на министерката според вас беше навредлив, дали и вие штедите кога купувате грашок како министерката за финанси и еве уште еднаш ќе покажеме како изгледаме на Instagram стори, профилот е на црвена линија, заследете не, денес за прв пат имаме дури и две анкети. Првата анкета гласи вака: дали треба да се извини министерката Гордана Кочовска? Како што гледате, имате две опции за одговор. Да, не кликнете, ќе сумираме во проценти, секако ќе ги соопштиме резултатите. И секако еве и втората анкета, која што оди во продолжение на Instagram стори. А прашањето е следно: каков грашок купувате под А, замрзнат или пак под Б, во конзерва? Добар ден!
Добар ден, ако сум ја. Секако во црвена линија сте, ве слушам. Благодарам, многу поздрав за сите вас. Вака, пред се, некое домашно воспитување, ние го викавме култура. Треба да се има. Ама тоа не може да се научи или да се купи, туку може да се сади во дете. Значи, од почеток ќе се испуштени овие. Сега, према сите параметри, значи, и најобичен нормален човек. Друго, Јосип Брз Тито беше средношколец, машинист, создаде држава со респект и со сите мишини. Овие, ајде не се фалам, ајде не кажем ништо, ама не се далеко од теков на политичари. Второ, респектот спрема човек. Значи, ние сме хуманоиди, треба да се почитуваме, а не да се навредуваме. Значи, имат контрадикторни постапки и од сите страни. И овие и тие. Значи, ја не ги правам, треба едната со другата, саме се на заедничко решение и да си ги кажат кој што го мачи. А вака, да замарат нас као јавност, прво ќе ги смееваме, а и треба да ги смееваме. Значи, со заслужени епитети. За грашокот, ја го варам го јадам, а инако за купување, кога имам пари, не штедам. Зашо да ги штедам кога треба да ги потршам? А пошто се многу малку, значи секој пат сум у минус. Према тоа не ме боли глава од многу. Мирно спием, пошто кога ќе потрошиш парите, многу убаво се спие, да ти кажам. Нема кој грижи да се глават. Така, ме посакувам убав ден и поздрав. Благодарам ви, посакуваме ни убав ден, но секако препорачуваме да останете се уште до завршувањето на црвена линија. Да видиме што се е дадено како одговор на Facebook. Што значи, пишувајте, повторно ве префрлам онаму каде што пристигаат многу коментари. Продолжуваме и со коментарот на Аница Милевски, која што напишала: дали ќе се извини или не, ништо не менува. Треба да си даде оставка. А Целе Алексов напишал: оваа министерка прво нема општа култура, а второ појма нема што значи зборот финансии. Нека каже што финансирала од кога е седната на фотелјата. Јас ни не гледам колку е кога купувам, само трпам во количка. Поздрав од Софија, Бугарија. Благодарам многу што не гледате ве и оттаму и активно учествувате во црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Поштовање, госпожа Тина. Голем поздрав и до вас. Поздрав до сите ваши слушатели што се јавија во текот на денот. Поздрав до министерката, поздрав до пратеничката. Вака, има еден филм пред 30 години, Исус од Назарет. Таа блудничката, кога ја донесла пред Исус Христос, тој им рекол: ајде, вика, нека фрли некој кој не бил грешник во животот, нека каменува. Никој не фрлил. Блудничката е државата, тие што не фрлија сме ние граѓаните, што дозволивме во овие 34 години да гласаме за овие и за СДС, и за ВМРО, и за ДУ, и за сите. Дозволивме еден грашок да не биде тема на дискусии. Имаме еден куп проблеми, гледате криминал од света. Гледате тој во затвор што правил, како правил, ги пуштат, како на татко му фирмата да е. Гледате ева сивата економија никако да се сотри. Гледате пазарджиите сега кои ќе пукнат пиперчени, краставичени, дали некој му води контрола на тие пазарджии. Се фативме ние за грашакот, се фативме за маркетите. Еве да ви кажам зашто се фативме ние денеска во црвена линија. Дали одговорот на претеничкото прашање на министерката според вас беше навредлив? Не е навредлив. А дали беше навредливо што името ни го сменија? Дали беше навредливо што тие на 27 ги ставија ни криви ни виновни во затвор? Пушто Македонче, пријатно. Благодарам за одговорите и секако ве замолуваме како и секогаш да се држиме до темата и до дискусијата, има и зошто, бидејќи можеби гледачи има кои што малку подоцна се вклучуваат, а ако даваме нели одговори кои што се далеко од она зашто денеска зборува црвена линија, може да се добие впечаток дека имаме сосема поинаква тема.
а денеска сме сосем јасни. Прашуваме дали одговорот на пратеничкото прашање на министерката според вас беше навредлив, дали и вие штедите кога купувате грашок како министерот за финанси и сега го ги поставуваме и анкетните прашања до вас, а тоа е дали треба да се извини министерката Гордана Кочовска и каков грашок купувате вие, дали замрзнат или во конзерва. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете. Последниот гледач, слушател, многу добро објасни. Не треба за такви ситни проблеми, да и наречам, дали се драматички, дали си рекла, казала, не е важно. Важно министерката не заслужила толку да се вреѓа, да се увредила. Тоа за мене ништо не значи. Тоа едноставно женски во обете ќе прават тава екскурзија на мозокот. Значи нема потреба. Министерката Кочевска е многу паметна жена и интелигентна, што се труди за државата. А гледам дека има многу јака организација, ТДСВ се добро организирани, хајка против министерката. Оти сака да биде државата да врви напред, да оде напред, да цела држава да напредува и сега завидуват некои грајки, некои структури и завидуват прогресот на државата, голема завист има љубомора и пошто зашто мислат ако ја сменат министерката, пак и други дојде, тие не ги сакат тие преваранти. И само уште ова да ни одговорите, ве молам, тоа ни анкетата, каков грашок купувате, замрзнат или во конзерва? На мене дома ми носат, јас сум земјоделец. Земјоделец, добро. Благодарам многу за одговорите. Цениме што го споделивте вашиот став и мислење со гледачите на Црвена линија. Добар ден. Одиме со коментари, сега кога може би малку повеќе време ќе треба за гледач. Добро, имаме добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Па, грашако каков ќе биде? Зависи од фамилијата. Меѓутоа дека министерката штедела, не штедела. Покркаше, таа вечето е на некоја висока позиција. И во Елем беше со Мицкоски беа заедно. Заедно дојдаа во владата со Мицкоски. Мицкоски сите од Елем ги собра и ги зеде кај него. Така да, тука нека не глуми многу. А сега, тој пред неја што беше министерот за финансии, ја носи во уста. Јас велам, како прво изразов нејзин, што го кажа, дека ако за пониска плата не би работела, како министер за финансии, то кажува доволно. Колку ќе земи министерот, зависи колку ќе одрени владата. А не колку што сака министерот. Нема што да сака таја. Или да не сака. А грашакот, каков ќе биде? Што е битно каков ќе биде грашакот? Јас јадам грашак во ресторан. Не јадам ни од конзерва, не јадам ни ова. Такви ми се условите, што да правам? А грашако не е и некој јадење, Бог зна какво, па да се фаќаме бар за грашак. Дали треба и ви да се извини министерката Гордан? Грашак, била многу домаќинка, а мамбе... Добре, благодарам многу. Сега го ги поставуваме анкетните прашања и на гледачите кои што се вклучуваат во живо. Добар ден. Еве можете да видите и објавено е, значи денеска ви прашуваме дали одговорот на пратеничкото прашање на министерката според вас беше навредливо. Добар ден. Добар ден. Ви слушаме, повелете. Не може да разбера дали го разбера прашањето, не се зборува овде за грашок или колку е богат или не е богата министерката. Се зборува за тоа, за навредата, што ја кажа дека таа била мајка, а некој не бил мајка. И јас сум мајка и баба, ама на некого да му кажете дека не бил мајка и не знаел како е то да напред грашак или да не напред,
Не е проблем грашокот, не е проблем колку е некој богат или не е богат. Проблем е тоа дека никој не знае дали некој може да биде или не може да биде мајка. Целата работа е во тоа. Значи, некој на таква позиција, обичен и прост човек не треба такво нешто да го речи, а не некој што е излаган на говорница и се произнесува дека е нешто и дека е мајка. Мајка таков збор не треба да употреби. Ви благодарам, пријатно. Големо благодарам и вам за одговорите, учеството во Црвена линија. Да погледнеме какви коментари имаме на Фейсбук. Секако продолжуваме со нивно читање. Драган Станисавовски го напишал следното. Не треба да се извинува министерката Кочовска. Истата настапи како семејна жена за да ја разбере Славјанка на истата. Никој не и попречил да оформи семејство, но таа се одлучила да се занимава со политика. А ние прашуваме дали одговорот на пратеничкото прашање на министерката според вас беше навредлив. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Јас мислам дека ова повеќе личеше на некоја ароганција. И таја не треба така да вреѓа ако била министерка гази по човечки труп и суето нешто. Зошто такво нешто? Јас не си дозволувам такво нешто. Сум мајка, баба и така натаму. Никогаш нема да навредам човек. Сега, ова мене ми личи на ароганција. Не да се извини, туку такви луѓе не ни требат на чело да не водат. Ич не ни требат. Нека си оди само, зашто не е ваква? Ја гледам многу некако арогантна жена е. Ароганцијата најпојше сум ја мразела од дете. Арогантна жена не е умо така гази по човечки труп, шо е тоа што личи. Јас ја осудувам и не да се извини туку сиктер. А пак јас купувам грашак како ќе ми текни с хлеба потреба. Например, ако правам руска салата, што купувам во конзерва. Ако не правам руска салата, купувам и замазан секако. Ова е мојот одговор. Голем поздрав и од мене. Голем поздрав и од нашата редакција и благодарност за вашето учество. Одеме на Фейсбук, пристигаат коментари и продолжуваме секако со коментарот на Јована Милушева, која што го има напишано следното. Многу јаки хехенца од вас, Телма. Ајде побрзо изрелативизирајте и разводнете темата за да ја надминеме. Па спасете таа министерка сега. Ништо не разводнуваме, се разбира Црвена линија конкретно прашува и прашањето е дали едното е и вие штедите кога купувате грашок како министерот за финанси, а централно прашање е дали одговорот на пратеничкото прашање на министерката беше навредлив. Благодарам госпоѓа Јована за учеството. Сега го продолжете да не следите, пишувајте коментари. Ги цениме сите одговори и сечие мислење. Само внимавајте на употребата да не бидеме навредливи, да нема говор на омраза и секако да нема тости и вулгарности. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Јас да ви кажам нешто, пошто имам добра пензија, зимам 17.000 пензија, имам добра пензија и јас скупуjem од тој скапиот грашак. А министерка не треба да се извини, она треба да си даде моментална оставка. Значи да е у некој овие нормални земји, таа утрената немаше да биде на функција. А јас имам еден предлог, пошто имам добра пензија, ќе купам едно 2-3 кило тој скупиот грашак, пошто он има мала плата, ќе го пратам тамо во финанси преку карго, нека си има жената за едно месец дена да си јаде од тој скупиот грашак. Така да, како не е срам. Како не е срам да се застрами и да не излага више на телевизија таа жена, таа арогантна жена. Толку имам да кажам, пријатно. Благодарам и за толку. Секако останете да не следите и понатаму. Продолжуваме со коментарот на Лекти диалекти. Еве што напиша. Основата на говорот првично ја добиваме од домашното воспитување, па потоа од училиштето и на крај на улица.
Вие, министерке, би требало дома да се вратите. Лично јас сум премногу навредена. Цел ден вашите зборови не ми излегуваат од памет. На момент се прашувам каде погрешив, но очигледно е дека вие грешите затоа што изборот на мојот приватен живот е лично мој, а не за во говорница во собрание. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Се слушаме. Да, одлично, повелете. Види, овие две особи да си подадат рака и да не комплицираат понатака. Еве, например, јас, кој му да ме натера мене да видам татко? Дали сакам да видам или не сакам да видам татко? Тоа си е личен став на секој. Но ова сега повише фама се дига, него што има тежина. Не е кујде што кажано, некоја тежина, да си подадат рака во собрание се заедно таму, од државава треба да ја водат. Да расправаат за државава дали треба да останеме или не. Гледате влаците над нас како се надвиснати. Овие наши водачи и Мицковски ќе го спомнам, како да попуштат, како некако разлабајни му се врвките од кондурите. А не знам зашто така прави. Нема отстапки, бе. Реципроцитет и точка. А не гусари ќе ми доваѓаат тука да не постат македонци. Да правиме Стефанска Бугарија. Овие речи и фашистите да дојдат од тамо. Бог да чуе, не можам да ги разберам луѓево што мислат. Гледат што ни направи на Македонија, не избриша и скоро од корен треба да надкорнат. Ама народот треба се освести и да стани секој што ќе каже наставен збор за Македонија треба да се протера од Македонија. Благодарам за учеството. Одиме повторно на Фейсбук. Продолжуваме со коментарот на Винг Чун. Ако така се обраќа без почит кон друг пратеник, замислете колку ги почитува гласачите обичниот народ. Многу се загрижени за народот, дали јадеме замрзнат грашок или не. Дали некој има деца или не, има право на достоинствен живот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Во секој случај одговорот беше навредлив. Меѓутоа немаше одговор на прашањето. Одговор со оваква ароганција не го признавам како одговор на прашањето. Господјата министерка требаше да одговори на прашањето и таа дојдена е тука да одговара, а не да дели лекции кој има деца, кој нема деца, каков грашок јаде и што грашок. Таа апсолутно го избегна одговорот, зашто знаеше после тоа под прашање што следува. А што следува, другите гледачи кажаа дека таа не се сложува со помала плата од таа и таа што има, што ти ја знам и така и натаму. Меѓутоа не ја навреди таа само пратеничката, како се вика Славенка, навреди целиот македонски народ. Тука е проблемот, че таа ги навреди сите фамилии што по некој основ не може да добие деца или по некој основ не сака да има деца. Значи, навредени се и родителите, и машкиот, и женскиот родител. Сите се навредени. И сега се прашувам, оваа мајка, дали е стварно мајка или не е мајка? Како ќе ги воспитува тие деца? Дали ќе му дозволи на неизините деца да гледаат телевизија, неизе да гледаат, поготово, и да се фалат дека имаат добра мајка после овие критики на јавниве гласила. Благодарам и пријатно. Големо благодарам и вам. Продолжуваме на Фейсбук, пристигаат многу коментари, сосема логично ќе ги читаме меѓу секоја вклучување на гледачи. Орце Цветковски го напишал следното: подитно оставка на оваа Кочовска. Таква злоба и ароганција од страна на еден министер досега немам чуено и видено. Ваква личност не заслужува никаква државна функција. Вчера таа личност не го допре, туку го проби дното. Срамото. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете. Добар ден, Тина, голем поздрав до тебе. Благодарам и до вас секако. Прв пат се јавувам по телевизија, во никоја телевизија, ни во вашата првта се јавувам. И верувам ни последен пат. Вчера што го слушнав, толку ми се треси душата уште, толку навредливи зборови за министерката.
претерано навредливи зборови за цел македонски народ. Во времето на Шекеринска и во нејзиното време никогаш армијата не била подобра. Значи незе налепи се обрати со Грашокот, Грашокот нема врска, на крају и рече вас ви треба кокосово млеко. Тој го рече на телевизија, тоа не го дадовте. На крају и рече вас ви треба кокосово млеко. Значи навредливи зборови. Грашоко нема никаква врска, Грашоко хранлив и варен и замрзнат и секаков нема врска. Значи тоа се навредливи зборови. Она не личи на министерка. Она сместо да си даде самата оставка. Ве поздравувам многу. Ве поздравуваме и ние. Големо благодарам еве што за прв пат се вклучивте во контактна емисија, а особено изборот падна на црвена линија и верувам нема да биде и последен пат. Ке зимате активно учество во секоја наредна тема. Еве што напиша Александра Зафировска. Јас мислам дека кажарното не беше со намера за да се навреди некој, туку споредбата околу трошокот кој колку троши. А министерката кажа за себе си лично колку члена се и каков трошок име во заграда. Грашокот и млекото за пример ги зема. Се крева фама за работа која што предпоставувам не беше кажано во арогантна смисла, бидејќи не кажа лично на неа, но се фаќаат за влакно. Благодарам и вам, госпоѓа Зафировска, за учеството преку коментар. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме. Добар ден, дали сум на линија? Да, секако повелете. Добар ден. Најпрвин голем поздрав за вас, за вашата телевизија, а особено за вас што една ваква тема ставивте токму денеска на телевизијава за да дадем и да имаме можност коментари. Згрозена сум од она што го слушна вчера од говорница. За жал, министер, функционер, кој што треба да биде пример и олицетворение на она што значи почитување, респект и едноставно, а најбитно од све уствари, почитување на женските права, нели имаме и резолуција за тоа. Славјанка Петровска е личност која што има целосен интегритет, жена која што се бори за Македонија, посебно се бореше за Министерството за одбрана, како и армијата, целосно се дава себе си, не внимавајќи и не сакајќи никого да навреди. Човечноста ја покажала во милиони случаи за кои што од мои пријатели имам слушнато што се направила за Министерството и армијата. Дали сте се уште тука? Да, ве слушам. Па дали треба да и се извини министерката Гордана Кочовска? Гордана Кочовска и да се извини, сметам дека знаете она како викаат, уби го човекот, па потоа извини му се. Благодарам за одговорите, учеството и продолжете да не гледате. Богдановска Јована го напишала следното. Опрејте се луѓе, подобра и попаметна министерка немало и нема да има. Оставка не треба да даде, зошто нема потреба. Барате влакно во јајце за да критикувате. Многу други посериозни проблеми има во државава за кои треба да се секирате. Срамота и греота сте. Благодарам и вам, Богдановска, за коментарот. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Да, благодарам што ме вклучивте. Прв пат се јавувам од Прилепци. Драго ми е и верувам не последен пат. Ве следам, инако ве следам, така да, доста коментари разни. Што се однесува до истапов на министеркава, мислам дека тенденциозно таа, но сакаше да го прикрие, али то народов го обелодени. Зошто го обелодени? Се знае. Зошто таа, ако сакаш со политички збор да кажи подруго, бидејќи се работи. Пратеникот представува сигурно 7-8 илјади луѓе кои што ги изгласале, а министерката ја поставува една влада, така наречена, или министр, или премиерот ја поставува. И таа требаше толку смирено да одговори, а не тенденциозно да навредува колку имала таа членови, колку не. Таа можеше инако да каже, да речи едно члено семејство, двочлено, трочлено, петочлено, 10члено,
така нешто да го узлажише тоа одговорот, а не така, мислам, ароганцијата. Навреда е за сите мајки што немаат деца, може би некој што не сака, некоја од болест и така натаке. И некој се однесува до тоа грашак едно друго, тие се за мене портарски разговори и апсолутно не заслужуваат да се обрне внимание на тоа. Ви благодарам многу, толку од мене. Благодарам и драго ни е што и ве за прв пат се вклучивте во Црвена линија. Секако ќе бидете, верувам, дел од секоја наредна тема за која што ќе зборуваме. Ајде да ги погледнеме и анкетите. Денеска 2 во Црвена линија, еве ги и резултатите. На анкетата под број 1 на прашањето дали треба да се извини министерката Гордана Кочовска, со да одговорија 82%. Со не одговорија 18%. Да погледнеме како одговорија и на втората анкета. Еве ги резултатите на прашањето каков грашок купувате, замрзнат купуваат 62%, а во конзерва 38%. Продолжуваме со рекламите. Почитувани, благодарам што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Секако останете со програмата на Телма. Останува и да ви посакам убав и добар викенд, а ние со нови предизвици и нови теми од понеделник во стандардниот термин за Црвена линија. Довидување.